Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во новата епизода на Независна зона. За состојбата во предучилишните установи, за законите и нивната примена, за условите во кои работат вработените, но и за тоа како овие предизвици директно влијаат врз децата, вечерва разговараме со Весна Блажевска, социјален работник во градинката Весели цветови во Кисела Вода. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Се надевам дека ќе имаме конструктивен разговор и дека за она што ќе зборуваме ќе предизвикаме позитивна промена пред се за вработените и за децата. Искрено јас се надевам. Каква е денес улогата на градинките во воспитно-образовниот процес и колку е важно сите деца да имаат еднаков пристап до градинка? Без ни мала скромност ќе кажам дека улогата на предучилишните установи, особено денес во ова денешно време, е една од најважните, бидејќи детето нели е центарот на вниманието и нели сите се водиме од паролата дека децата ни се најважни на светот, па токму затоа и предучилишните установи представуваат првата институција каде децата се сретнуваат со некој ред, дисциплина, каде што се учат на позитивните животни вредности, како што се емпатија, солидарност, тимски дух. Всушност, предучилишните установи се местото каде децата се учат буквално на живот. На оние животни вештини, без кои што детето во подоцнежниот живот не би можело да функционира. Но во реалноста, дали е тоа така, е малку дискутабилно, иако сите се трудиме да го дадеме својот максимум, особено ние професионалците кои што директно работиме со децата, а пред се воспитувачите и негователите, затоа што најголемиот товар како и да е паѓа на нив, но секако тука се стручните работници, соработници и останатите професионалци кои се вклучени во воспитно-образовниот процес. Сега кога станува збор за еднаквиот пристап, би излажала ако кажам дека имаме еднаков пристап, но тоа не е до нас, тоа е еден системски проблем кој што со децении се провлекува и никако да дојдеме до некое барем така наречено позитивно решение. Зошто е тоа така? Пред се поради нерационалното искористување на капацитетите, нерационално планирање на постоечките капацитети, нерационално планирање на градби на капацитети, немање кадар, несоодветен кадар, многу системски пропусти кои што доведуваат до тоа да имаме нееднаков пристап. А која е последицата и кој тоа најмногу го чувствува, на крајот на денот тоа се децата, а тоа е иднината на општеството. Според вас, на што се должи оваа статистика? Дали ги спомнавте листите на чекање? Според еден податок од УНИЦЕФ, во 2025 година речиси 5000 деца биле на листите на чекање. На што се должи оваа бројка? Повторно доаѓаме до недоволните капацитети, невложувањето на... Вака сега, би било пак и нефер да кажеме дека во последниве години не се вложувало во градење на нови капацитети или проширување на капацитети. Да, се отвораат нови објекти, се прошируваат, занимални, дополнителни се доградуваат, но најголемиот проблем сега станува бројката на вработени. Кој ќе се грижи за децата? Еве и да ги примиме децата. Еве зборувам јас конкретно во нашата предучилишна установа. Ние во моментот имаме, навистина доволен капацитет за да бидат згрижени сите деца кои што се на листа на чекање или дополнително нели во иднина би сакале, но немаме вработени. На листи на чекање се баш поради недостатокот од кадар? Па и поради недостатокот на кадар, да. Конкретно кај нас поради недостатокот на кадар, а во другите градинки, нели со колегите што сме разговарале, е поради немањето на расположливи капацитети, односно простори. Така да тоа е еден круг кој што за да се одвитка, едно клопче, за да се одвитка, мора да се почне од најголемиот интерес на детето.
Ако тргнеме од тоа со искрена и вистинска мисла, дека тука сме за да создадеме подобра иднина за општеството, а тоа се децата, тогаш мора да започнеме со влог. Тој влог, кој работи со децата? Ние. Кој работи во градинките со децата? Луѓе. Така да, ако не се започне со влогот таму, тогаш ние не можеме, повторно само ќе се вртиме во круг. Објектот ќе го изградиме, ама во тој објект треба да, ако го изградиме, во него нема кој да работи и кој да дојде дете да биде што е на листа на чекање, се запише и ги користи услугите на градинката, ќе остане само зграда, бетон. Ништо не сме постигнале. Можеме ние 200 ленти денеска да исечеме, дека сме започнале, сме удриле темели, сме изградиле. Што потоа? Така да, најголемиот проблем се во моментов, тие листи на чекање е недостатокот на кадар и недостатокот на капацитети. Така, дали во овој момент кадарот е преотоварен, односно по колку деца има во една група и по колку воспитувачи се грижат, бидејќи Законот за заштита на деца предвидува јасни нормативи колку деца треба да има во една група. Точно. Со години наназад, од како стана ова ептен веќе, да не речам и неиздржливо за вработените, кои што директно се вклучени во процес, во воспитно-образовниот процес, а тоа се преце воспитувачите и негователите, континуирано го зборуваме почитувањето на законските решенија. И сакаме и се повикуваме на тоа, но од друга страна, пак имавме една контрадикторност во изминатиот период, каде што се бараше да се добие согласност од општината како оснивач на јавните детски градинки, да може да се работи над дозволениот норматив. Да. Сега, тука клучното прашање, односно клучната улога ја има Комисијата за упис на децата. Комисијата на упис за децата ја именува само ја именува директорот. Но тој не сме и не треба да врши врз влијание на нивната одлука. Комисијата е таа која што го има увидот каква е состојбата. Еве, например, ќе ви кажам. Во јаслена група на деца од пример, од 18 до 24 месеци или од 10 до 12, од 9 до 12 месеци, треба да има од 8 до 10, односно 10 до 12 деца максимум. Во моментот состојбата во еден од објектите, зборувам за мојата градинка, меѓутоа знам состојбата и во другите, вие имате на листа запишани 33 деца, од кои што континуирано се присутни од 23 до 29 деца и имате двајца негователи, бидејќи во јаслените групи се само негователи. Во воспитните групи од 2 до 3 години, значи, имате од 12 до 15, треба според законскиот норматив. Реално, во реалноста, се од 24 до 30. Зависи во кој објект, која воспитна група, но јас земав некоја средна вредност. Бидејќи ги имам сите, јас одам во сите објекти, во сите клонови и нели си водам евиденција со цел да можам и јас мојата програма да ја реализирам и така да ги знам бројките. И сега, реална присутност имате 24 деца, а треба 15. Еден воспитувач, еден неговател. Наутро воспитувачот до 8:39 часот е сам, зависно од смената на негователот. Попладне, негователот е сам, бидејќи нели воспитувачот си заминува. Како сакате вие квалитетно, сите ние, како сакаме квалитетно воспитно-образовен процес, како сакаме квалитетно и онака според програмата, националната програма за ран детски развој што предвидува реализирање на воспитно-образовни активности ова да се реализира. Ние сме оставени на преживување, ние само се молиме и буквално секој ден влегуваме, дај Боже денеска сите деца да ги издадеме здрави и прави. Веќе никој не размислува, нема време да размисли за воспитно-образовниот процес.
заради тоа што не дај Боже нешто да се случи на некое дете. А тоа се деца 1 до 2 дома, па не можеме да ги сконтролираме. Нели ќе падне, ќе се чукне. Но ова атакот е врз нас, па тука следуваат долги судски процеси, па следуваат казни. Никој нема да застане позади тој вработен, ако не дај Боже во неговата група се случи ваков несакан настан. Тој ќе биде виновникот. Каде му биле очите? Што правел? Тоа се коментарите. Така да, ако сакаме да зборуваме за квалитетен воспитно-образовен процес во предучилишните установи, мора да започнеме да ги почитуваме законите. Законот не е формалност. Тоа е обврска. Не можеме да го газиме. Ова провлекува, сето ова провлекува многу одговорности. Каде се институциите, каде затаиле. Како пример ќе го дадам сега, во изминатиот период, колешки има кои што си поднесоа изјави дека не одговараат во случај на немил настан за дека работат со деца над нормативот. Знаете, имаше и коментари од тоа дека тоа било директен атак врз институцијата и врз раководното лице. Не е точно. Тоа е заштита, никој не може да разбере дека тоа е заштита и на институцијата и на одговорното лице. Не знам зошто таква перцепција се создава кога некој сака да работи и е професионалец и сака да придонесе во најдобар интерес за детето, и кога тоа го бара, дека на него треба да се гледа дека тој прави нешто против некого. Во конкретниот случај институција или јас како можам да бидам против институцијата кога јас со таму го заработувам малтене парчето леп. Не можам да бидам против таа институција, но се борам и сакам да се почитува закон и децата да го добијат оно што го заслужуваат на крајот на денот. Затоа доаѓаат родителите, не ги носат децата во градинка само заради тоа што немаат каде да ги остават. Од нас очекуваат нели да изградиме здрава, позитивна личност, подготвена за живот, која што ќе се интегрира подоцна во образовниот систем во основното училиште, каде што ќе се гордее со тоа дете. Тоа се очекувањата на родителите. Така да, ова е многу дискутабилно и може би треба малку на повисоко ниво да го кренеме, заради тоа што знаеме непочитувањето на закони што следува поради непочитувањето на закони. А до сега никој не сносел одговорност за тоа. Во овие случаи колку е тешко да се обезбеди индивидуален пристап со децата? Невозможно. Невозможно. И тука акцентот ќе го ставам каде не ги споменавме претходно. Каде се децата кои што бараат на вистина индивидуална, поинтензивна индивидуална поддршка, односно децата со атипичен развој, па тука ќе ги бројам и надарените деца, бидејќи тоа се деца со посебни потреби. За жал, сите ние на нив гледаме дека ама тие се супер, тие самите ќе се снајдат, тие побрзо учат. Не е точно. Тие деца ние ги пропуштаме, бидејќи оставајќи сами ќе се снајдат, тие не се доволно мотивирани и се ставени во некој агол, самите да се снаоѓаат, баш буквално самите. А на овие каде што им е потребна поинтензивната индивидуална поддршка, децата со потешкоти во развојот од било кој аспект да е тоа, буквално и тие се така оставени. И сега воспитувачот или негователот трчаат по тоа дете, ако особено станува збор за малку поагресивно, потемпераментно дете, зависи пак ќе кажам од спектарот на попреченоста, каде се па останативе деца. И практично целата група страда. Да. Поради пак нефункционалноста на системот, поради тоа што никој ова не го согледува во праксата како е. И знаете, кога се прават планови, стратегии за било што, најжалосното е кај нас што никогаш не се земаат и не се прашуваат луѓе од базата, од теренот.
дојде, нека имавме еден многу добар проект се реализираше во нашата градинка. Се викаше проектот еден ден во улога на воспитувач. Јас како родител еден ден во улога на воспитувач или неговател. Родителите кои што се пријавија не можеа да издржат. И после тоа веќе им се смени и сликата. И на нив и вика секоја чест. Како издржувате? Слободно и тие што, нели, не го почитуваат законов, кои што исто така гледаат да удоволат, како например раководните лица кои што се мешаат во работата на комисијата за упис на деца. Комисијата ќе каже, јас сум била во улога, некојаш сум била дел од таа комисија и сум викала не може до тука. Да. Но не може директорот да го врши уписот на деца. Не е тоа неговата улога, тоа не е негова работна задача. Јасно во законот и тоа се стои. Тој ја именува комисијата за прием на деца. И тука завршува неговата улога. Некако предучилишните установи се ставија како на маргините. Јас често ги велам како мислам дека имам чувство како слепот црево дека не доживуваат. Како нешто непотребно, а всушност сме најпотребни. И секогаш сме на крајот. За било што и да е, но кога треба да се организира одреден настан, каде што треба да се прикаже нешто позитивно, бидејќи нели децата се најубавата слика кога ќе ја видите поради нивната спонтаност, креативност и игривост, тогаш се добре дојдени. А вака во секојдневието никој како да не ги забележува. И мене тоа многу, искрено многу ме потиштува и многу ме боли, буквално, кога секојдневно го гледате, а не сте моќни нешто да промените. А во однос на работењето над законскиот норматив, дали вработените и родителите реагираат? Да. Значи, има родители кои што реагирале, особено во делот, можеби не над нормативот, туку да се обезбеди плюс кадар, но одговорите биле почекајте, имајте трпение, работиме на тоа, ама тоа трае со месеци, со години. Од вработените не можам со сигурност да кажам дека реагирале, освен што реагираат нели внатре интерно помеѓу себе и еве го сега првиве чекори што се направија со изјавите да нели веќе кога гледаме дека системски организирано тоа не се решава, веќе одиме на индивидуално да си се заштитиме. Тоа, за сега тоа. Споменавте дека вработените не можат да обезбедат индивидуален пристап, ги споменавте децата со атипичен развој, па дали градинките располагаат со лични асистенти или се оставено на воспитувачите и негователите? И доколку не, дали ти имаат некаква обука за инклузивно образование? Ова е исто така многу горчлив проблем, кој што години наназад исто така го дискутираме помеѓу себе, па дури во една прилика и јавно така дадов мислење и побарав дека е редно да како што се обезбеди образовни асистенти во основните училишта за децата со потешкоти, така да се обезбедат и кај нас лични асистенти, со оглед нели дека предучилишното воспитание и образование пред се грижа, нега и воспитание. Овој образовен процес оди баш преку игра, преку учење на овие секојдневни навики, па така доаѓаме до некој си образовен момент на препознавање букви и бројки, заради тоа акцентот не е ставен како не можеме да бараме образовни асистенти, туку тоа се лични асистенти. Но исто така и тоа остана така. Неслушнато, неразбрано, па знаете имаше и коментари дека ние не можеме да обезбедиме редовни вработувања на веќе испразнети места, трајно испразнети места по основ на боледувања, давања откази и слично, а камоли сега уште да и за лични асистенти. Но ако во следниот период тоа не се направи,
последиците, ние ги имаме веќе последиците. Ние имаме една бројка на деца веќе години наназад направени кои што се неподготвени и нефункционални за понатамошниот нивен животен циклус. Но секој ден изминат и не обрнување внимание на овие потреби, уште повеќе создаваме такво тло. Така да нешто што треба најитно да се направи и да се размисли, и ова е апел, ако некој не слушне и од локалната самоуправа и од Министерството за социјална политика, демографија и млади и воопшто, дека најитно е потребно да се обезбедат, ако ништо друго, барем по 1 до 20 лични асистенти на ниво на објект, и исто така барем уште по 1 дефектолог на ниво на установа. Заради тоа што ние во моментот располагаме со 7 објекти како Весели цветови, вработен е 1 дефектолог. Што може тој да направи? Ништо. Ништо. Единствено може само да отиде, да идентификува, да види, да искомуницира можеби со родителите, да даде конкретни насоки, но не може лично и директно. Може да се посвети. Не. Исто така, која обука, споменавте едно дел од прашањето беше за обука на кадарот. Не. Најголемата трагедија исто така во последниот период е што кога треба економски да се работи, нели домаќински како што велат, се тргнува од кратење на влогот во кадарот. Ако ви кажам дека нели ние како даватели на услуги на секои 5 години продолжуваме лиценца за работа, но за да ја продолжиме ни требаат одреден број на бодови стекнати од обуки, конференции, предавања, работилници, што и да, што е дел од професионалното усовршување и развој. Секој сам си се снаоѓа за тоа. Секој си користи своји канали. Сега некој е повешт во тоа, така ги има веќе создадено тие. Некој не. Па оди, па во последен момент бара било што и да е, не е важна темата, било што само да се собере тој бод. Никој повторно не размислува систематично, ако, не знам, оваа година треба да посветиме внимание кон едукација на вработените за, не знам, како да се справуваме со агресивни деца, како да се справуваме со аутистични деца во случај, нели, како да се справуваме со деца со телесна попреченост. И тие имаат свој момент, како да ги вклучиме тие деца. Никој тоа не го размислува, буквално вработените во овој дел се оставени сами на себе. И со право некогаш викаат, јас за ова не сум обучен, јас не знам со ова како да се справам. Со право. Не знае, едноставно не може. Затоа што 30 други позади го чекаат. А тоа се деца. Нивната природа е таква. Тие играат. Тие се непредвидливи. Вие додека трчате по едно, за да го заштитите, останатите 30, не дај Боже, меѓу себе може да се повредат, или пак не сакај, доволно е да се сопне да падне. А замислете вие во занимална, која што е предвидена, например, за 18 деца, вие имате 30. Прво нема простор за масички и за столчиња, каде да се седнат децата. А замислете просторов за движење каков е. Замислете пак и објекти, каде што ние во 7 објекти само еден имаме, кој што има посебна спална. Во истата таа занимална се игра, се учи, се движи, се јаде, се спие, се одмара. Што да направат вработените? Тука сакам да го потенцирам и моментот на кога ќе дојде периодот на попладневен одмор. Се тргаат сите масички. Тоа се случува, нели, 2 пати во денот. Извинете. Се вадат креветчиња. Се местат. И тоа креветчиња кои што се пред 30 години. Дрвени, сите колешки страдаат од проблеми со кичмата. И сега повторно ќе навлеземе во еден друг проблем.
Тоа повлекува боледувања, здравствени лекувања, оптоварување на целиот систем на државата. И тоа секој ден по 2 пати. Дрвените креветчиња секаде во светот веќе се не замислеат, мислам, тоа се во историја не ни се сеќава дека постојат. Кај нас се уште се дел од инвентар. И како да зборуваме ние сега за квалитетен воспитно-образовен процес? Не можеме. Уште еднаш ќе потенцирам. Предучилишните установи, вработените, а со нив и децата, сме оставени на преживување. И доколку наидно нешто не се преземе, не знам докаде ќе одиме и ќе стигнеме. Ова е секојдневно. Кој би можел ова на долги стази и на долг рок да го издржи? Никој. И е нехумано. Не. За хуманост малку мислам дека немаме толкаво развиено ниво за да зборуваме како термин хуманост. Немаме ние емпатичност. Никој сите велат ајде таму сега со деца најубавото нешто супер работите, уште да се жалите. Не дојдете да видите. Ние не се жалиме. Ниту еден од тие вработени професионалци не се жалат дека работат со деца. Туку се жалат за условите. За условите, да. А за условите е задолжен државниот апарат. Системот цел, почнувајќи од општината како оснивач, па понатаму надлежното ресорно министерство. А секако и одговорното лице кое што е во моментот нели раководи со предучилишната установа, бидејќи тој доаѓа од базата, од нас. Тој знае како е, тој до вчера работел со толку деца. И сега одеднаш доаѓа во една друга позиција и нема разбирање. Не може тоа така. Работиме со жива материја. Не ова лист хартија. Листов хартија денеска сум го напишала, сум погрешила, ќе го фрлам. Тоа се деца. Па ќе потенцирам дека ние ја создаваме иднината на државата. Тука не случајно викаат првите 5 се најважни на свет. Тоа не го измислив јас, го измислиле некои многу попаметни од нас и тоа истражувањата го покажале. Еве конкретно УНИЦЕФ истражувањето покажало дека децата кои што барем 2 до 3 години посетувале градинка, потоа покажале многу подобри резултати во образовниот систем. Значи, во делот на социјализација, дружење понатаму, поголеми успеси и слично. Така да, не знам, се надевам дека ќе се освестиме и ќе се освестат оние кои што треба ова да го направат, а ние им стоиме на располагање за да ги направиме заеднички позитивните промени. Пак ќе кричам, тоа не е за нас, туку е за децата. Ги споменавте просториите дека не се доволно функционални или се доволно опремени. Што е со материјалите за работа? Дали имаат доволно материјали и опрема за да работат со децата? Уште едно многу така. Затоа се издишав тешко прашање за одговор. Просториите се комплетно со толкав број на деца комплетно нефункционални и неможност за да се организира колку и да биде еден воспитувач и неговател креативен. Заради тоа што секоја занимална треба да биде уредена со соодветни ликовно катче, конструктивно катче и така натаму. И невозможно, тие само така визуелно постојат, но дека се развиваат одредени вештини во тие катчиња и дека му се дава на детето избор, оди ти сега, нели, ако сакаш да конструираш, односно да развиваш фантазија и имагинација во тоа и тоа катче, речи си невозможно. Во делот на материјалите за работа, кога станува збор за моливчиња, пенкалца, гумички, боички, фломастирчиња, такви работи, во периодот допред некои си 3 до 4 години, тој проблем и како да не постоеше, заради тоа што имаше една воспоставена пракса
преку советот на родители си одлучуваат тие дека родителите си обезбедуваат, односно си собираат одредена сума на пари, си одат воспитувачот и негователот прават список што им треба, како им треба за во текот на годината да се работи, и родителите одат си го купуваат тоа, го носеа во групата и некако, нели, си се тераше тој дел. Немаше никаков проблем. Стигнува материјали, дури и остануваа материјали и за следната година, заради тоа што ниту еден родител не штеди на своето дете. Особено во овие елементи. Но од која причина и зошто стана некоја пракса, верувам дека тоа е од позитивни побуди, да родителите, нели, им заштедиме од буџетот со одлука од општината дека тоа ќе се обезбедува од страна на установата и од страна на општината. Меѓутоа наидовме на нов проблем заради тоа што тие ресурси се скратија. И сега од година во година, нели, од онаа заштеда што беше од претходните години веќе се истроши. И сега веќе се вработените се соочуваат со тој момент буквално да немаат бел лист хартија да му дадат на дете каде што треба да развива фина моторика, каде што треба да нацрта права линија, каде што треба да обои, а да не зборуваме за ливчиња каде што, нели, оние printable ливчиња што им ги даваат со одредени теми, тоа е речиси невозможно да се направи, заради тоа што ограничен е ресурсот за хартија за принтање, ограничен ресурс хартија, тонер, боички исто така, и фломастери истрошени, а од друга страна, например, можеби постои расположение кај родителите повторно да дадат за своите деца. Но и тука вработените тоа не смеат да го побараат, заради тоа што е со одлука донесена дека така ќе се функционира. И сега сепак одлука е одлука и тоа представува еден вид на законски документ. Ние не можеме да одиме против тоа. И така да и во овој момент и во овој дел некако се вртиме во круг. Од една страна ние не смееме да кажеме, од друга страна таму каде што предочуваме дека тие материјали што ги добиваме се недоволни за таа бројка на деца, но повторно нема реакција. И тука пак доаѓаме до моментот на преоптовареноста на вработењата. Сега, овде како беше преоптовареност од физички аспект, сега доаѓаме до психолошкиот момент. Па стрес, па прегорување и така натаму, кое што па сето тоа доведува до загрозување на менталното здравје на вработените, а ако некој треба да биде, нели, смирен и ментално здрав, тоа се вработените кои што работат со деца. А како вие тоа ќе го постигнете, ако сите ова ви стои на грб? Од сите страни имате притисоци. А каде се родителите? Каде се нивните очекувања? Каде се, што вие имате да одговорите на врата, кога еден родител денеска ќе ве праша, прво немате време да му одговорите. Само на врата буквално го издавате, супер, бевме пријатно заради тоа што се плашите останатите, што се оставени сами, што може да се случи. Така да немате ни време за комуникација со родителите на врата. Некој ќе каже, да, може би отворен ден, може би постојат други некои начини, системи, механизми за да стварите средби со родителите, но кој е способен веќе да одвои плюс време од своето работно време? Прво, па не е ни мотивиран. Секој си вели, зошто јас да вложувам повеќе од она што го добивам, а не добивате ништо. Освен таа законска плата што ви е загарантирана, ама таа сите ја добивам. Никој ништо не добива. Со ништо вработените во градинките не се мотивирани. Буквално со ништо. И уште на крај ќе кажат дека треба да молчат.
Така да пак доаѓаме до моментот дека е време властите и сите ние заедно да се заангажираме, да ги засукаме ракавите и да направиме нешто навистина да создадеме добра генерација, односно да ја создаваме иднината на државата онака како што треба и како што заслужува. Дали се реагира до раководното лице во градинката? Дали има некој повратен одговор? Се реагира, нема повратен одговор, едноставно ќе добиете и толку. Во однос на вработувањата на кадарот, голем дел се ангажирани преку агенциите за привремени вработување. Како ова влијае на вработените? Па секако и ова негативно влијае. Вие замислете вработен кој што денеска работи со толкава бројка на деца, кој што ги има истите права и обврски како и останатите вработувања, кој што на некој начин пак има можеби и дополнителни очекувања така виртуелно дека треба да се покаже за да остане, а од друга страна нема сигурност. Самото ангажирање преку агенциите за привремени вработувања го покажува фактот дека предучилишните установи имаат потреба од тие вработени. И тие се ангажирани. Конкретно во Кисела вода, екзистираат две јавни детски градинки, едната е Весели Цветови, каде што јас сум вработена, а другата е 8 март. Мислам дека бројката се движи некаде помеѓу 40 и 50 лица во двете јавни детски градинки, на лица ангажирани преку агенциите за привремени вработувања. И тие, доколку не постојат, тогаш не знам што би се правило. И покрај нивната ангажираност имаме потреба од уште кадар. Особено, пак ќе го потенцирам моментот, личните асистенти се најнеопходниот ресурс човечки во моментов. Бидејќи се повеќе речиси да не постои воспитна група каде што немаме дете со атипичен развој. Агенциите за привремени вработувања од една страна се позитивна можност, нели, да се обезбеди кадар, со оглед, нели, дека ако Министерството за финансии или кој да ги обезбедува средствата и се даваат согласностите, но од друга страна пак создава дополнителна несигурност и незадоволство кај овие вработени. И тие се секогаш исто, како да цело време да газат по некоја тенка линија, жица. Нити имаат права, па и имаат права. Ги имаат истите обврски, па и ги немаат истите обврски. И знаете како? Тие го подпишуваат малтене договорот со општината, заради тоа што општината нив ги плаќа. Кај нас само ги извршуваат работните задачи. И тие се збунети каде и зашто и кому да се обратат кога треба да си остварат одредено свое право. Така да ситуацијата е навистина малку повеќе заплетката и комплицирана и време. Дали воопшто се отвораат работни места од страна на градинката да се вработи кадар и да не оде сето тоа преку општината? Во моментов и последниве години малку се соочуваме со тој проблем, поради што е како е сега, јас не е благородно да кажувам, бидејќи не сум информирана и не сум во тој сектор и немам познавање. И за трајно испразнети места не се обезбеди замена, односно не се вработија нови луѓе. Значи, колешки кои што ти дава пензија, колешки кои што си дадоа отказ. Еве сега конкретно од еден ист објект имаме 3 колешки, една негователка и 2 воспитувачки кои што трајно си заминуваат. Едната си даде отказ, една од поквалитетните воспитувачки, која што не можеше едноставно да го истржи начинот на функционирање во установата. Другата поснов на пензионирање, односно и негователката поснов на пензионирање. Немаме никакви најави дека тоа ќе се исполни. Отворивме нов објект пред, ми се чини, 4 години, така, во населбата Усија. Таму не се примија нови вработувања, практично се распоредија веќе постоечките. Се проширија нови капацитети во објектот Кокиче,
не се добија вработувања, така да во овој дел која е причината за ова, искрено не можам да знам, но сигурно одговорот лежи во надлежните институции, општината и министерството. Така да не можам да одговорам во делот на причините, освен овој податок дека не се надополнети овие, барем трајно испразнети места. Ми споменавте дека околу 4 години во вашата градинка е ВД директор, па назначувањето на ВД директорите би требало да биде само во исклучителни ситуации, не како редовен процес на вработување. Како ова влие врз долгогодишното функционирање на установата, па и на вработените? Премногу така болни, да речам, точки на сите нас, вработените, се прашањава. Во нашава градинка конкретно, ама мислам дека и во повеќето други градинки, некако завладеа праксата на именување на вршители на должност. Меѓутоа и законот за тоа е јасен. Значи, вршител на должност се именува најмногу до 6 месеци, односно до објавување на оглас. Но повторно наидуваме на тоа дека како никој да не го почитува законот или пак не го чита. И некако процесов си продолжи, праксата си стана реалност и така од на 6 месеци до година дена континуирано се именуваат ВД директори, односно вршители на должност. Кај нас во 4 години се 4 или 5 ВД директорки се сменија. Како сето тоа влие, ќе тргнам првично од личен аспект. Од одговорна, дисциплиниран работник, кој што премногу прво си ја сака професијата, премногу одговорен, позади себе, тоа сите го знаат, позади себе постигнати многу големи успеси, придонесено многу за установата, веќе влезена во фаза на апатија и незаинтересираност, од типот незаинтересираност не за децата, не за работата, не за родителите, не за вработените, туку од незаинтересираност да почитуваш одговорно лице. Бидејќи нели секој нов што ќе доаѓа со некои своји нови правила, со некои своји нови побарувања, желби, некако не можеме да го пофатиме веќе редот. И тоа не е само кај мене, тоа е кај сите останати вработени. Дури престанавме и назначените, именуваните вршителки на должности да ги нарекуваме директорки. Што, да речеме, како слика надвор не е баш добра. И што не сме биле такви. Повеќе речиси да не постои вработен кој што вршителот на значениот го вика директор. Не го вика по име, затоа што тоа биле наши колеги од внатре. Како вршител на должност се именува само лице кое што е од внатре. Нема авторитет, може би тој има авторитет, но ние не го извинете. Но ние не го чувствуваме така заради тоа што како имаме чувства и за 6 месеци ќе дојде нов. И секако тоа влие многу на работната атмосфера и клима. Премногу влие. Сите овие проблеми влијаат и на вработените и на квалитетот на грижа за децата. Апсолутно. Дали има реакција од образовните синдикати, односно дали вие како вработени се обраќате до нив и дали ти имале некаква реакција? Вака сега. Претходно споменав и можеби целокупниот државен систем, градинките никако ги гледаш, имам чувство дека ги гледа како нешто што е на крајот, на опашката. Како да не е дел од образовниот систем. Е така. Исто и со синдикатите. Ние, нели, дел сме во независниот синдикат за образование, дел сме во синдикалната организација СОНК. Да. Но како ние може да очекуваме таму дека некој за нас ќе се заложи кога таму се претежно
наставници, нели? Тие се во образовниот систем. Ние сме, нашата шифра на дејност е дневна социјална грижа и нега. И тука спаѓа, значи, пред се грижата за децата и воспитанието. Образовниот, а не вклучуваат и не вклопуваат во образовен процес, во некој воспитно-образовен процес. И не можам да кажам дека тука се виновни синдикатите, иако кога ќе се оди на преговарачка маса, треба да се зборува и за нас, затоа што ние сме дел од нив. Но не можам пак да барам некаква, не знам колкава одговорност, заради тоа што, еве како социјален работник, кога би одела да се борам, секогаш би одела да се борам пред се за стручните работници. Значи, не толку многу за воспитувачите и негователите, зборувам сега од овој. Така да, тоа и кај наставниците. Тие ќе отидат на преговарачка маса, ќе се борат и сите тие работи, но прво за својата афела. А потоа, ако има време, нешто ќе се спомене и за нас. И така да, и овдека сме така, некако некаде на крајот, па ако собереме некоја трошка, ако искористиме нешто, нели покрај наставниците, ако тие добијат некое покачување во делот на платите, ако зборуваме, ако во делот на условите, пак тука воопшто не сме изравнети, во образовните установи, односно основните и средните училишта, дури на боледување, кога оди наставник, добива замена. Кај нас ние не добиваме вработен кој што трајно е испразнето место, а не пак вработен кој што ќе отиде на боледување. Ние имаме колешки кои што одат на боледување по 2-3 месеци поради сериозни здравствени проблеми. Нема замена. Замената е од редовните вработувања. Снаоѓајте се како знаете и умеете. Така да, ова е исто еден момент за кој што треба да се избориме преку синдикатот, да го обезбедиме тоа, барем кога имаме на... Исто така, знаеме сите периодов наназад, многу често се бараат неплатени отсуства. Во училиште веднаш би се нашла замена, кај нас не. Сме имале ситуација, колешка која што изминатата година беше на неплатено отсуство, ние не добивме замена. Исто за породилно отсуство. Не добиваме замена. Педагогот кај нас во установата беше на породилно отсуство, ние не добивме замена педагог. Дефектологот исто така. И сето тоа ние покривавме останатите стручни работници, јас и логопедот. Така да мора многу нешта во делот на проблемите кои што се во предучилишните установи, мора да се подигнат на некое многу повисоко синдикално ниво, за да успееме да се избориме за ако ништо друго, за овие некои услови елементарни за работа. Еве што би им порачале на институциите и на вработените во градинките и во центрите за ран детски развој? Па што би им препорачала? Би им препорачала, ако ништо друго, да дојдат да не видат, да не посетат, да ги посетат воспитните групи, да разговараат со луѓето од внатре, да ги сослушаат искрено, честно, нивните потреби, нивните проблеми, нивните побарувања. Исто така родителите да ги сослушаат и од нив да побараат мислење, заради тоа што и родителите се наши партнери. Понатаму да воспостават еден воспитно-образовен процес во предучилишните установи кои што ќе ни овозможи да сакаме да одиме на работа, да ги задржиме професионалците на работните места, да се престане со давањето откази на квалитетни луѓе, квалитетните пак да ги задржат, да заради тоа што се повеќе вработени има кои што размислуваат и континуирано зборуваат за тоа дека бараат вработување на друго место и дека не сакаат повеќе да бидат дел од градинките.
тоа да се прекине, да се размисли баш да не бидат само пораки дека децата ни се најважни за празници, туку на вистина да покажеме на дело дека децата ни се најважни. Тоа сито ќе го постигнеме и ќе го постигнат доколку на вистина имаат честни искрени намери и доколку не слушнат и заеднички годиме овој пат кон подобро општество и кон подобра иднина, односно поздрави генерации. Ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам и вас на поканата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме во наредна епизода.